Точно е 18 часот и 52 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, политички аналитичар, публицист, есеист, колумнист, господинот Сотир Костов. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинкот. Веќе сме тука, се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Костов, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте во Македонски корени. Добро ве најдов, дали се слушаме да ми потврдите? Одлично, повелете. Добро, ако е така, поздрав за сите вас, за студиото, поздрав за Македонски корени и поздрав за сите македонци во Австралија, па и за сите австралијани, да се живи и здрави. Короната полека е ставаме заднат. Вие со вашата кауза на Македонски корени и заеднички, преку наша комуникација, заедничка и се бориме за македонските работи, што мислам. Ево, и ние стоиме на располагање. Официјално од мене Инфомакс студиото, знаете дека кај нас информациите се без цензура и ќе се потрудиме веродостојни информации, факти, аргументи да ви дадиме за оно што се случува во Македонија и ако оно што чути видов предноку, вие сте добро информирани. Поздрав. Ево и официјално добро јутро и од мене, господине Костов, ви благодариме што со вашето учество и присуство не удостоивте и денес, но и сите слушатели и Facebook пријатели. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и денес. Не знам, ќе видиме. Тоа зависи како ќе ме притискате со прашања, како ќе ме напаѓате под наводници. Ние ќе напаѓаме, вие ќе не напаѓате нас и малку побрзо, ќе имаме доста многу прашања, се надеваме дека сите ќе ги помилиме. Ајде ќе почнеме од минатиот пат. Знаете, ако се сеќавате, на 3 април разговорот тогаш го започнавме со пописот. Ево 3 месеци потоа, пописот повторно една од главните теми и алатка во рацете на Заев и неговата влада, но овој пат како одбрана и изговор за одржување на локалните избори, кои према закон и устав треба да се одржат на 17 октомври. Како вие ќе ја прокоментирате изјавата на Заев дека изборите не можат да се одржат во октомври, бидејќи за тогаш е закажан пописот? Што ќе преовладе, законот и уставот или желбата и математиката на Заев и неговите коалициони партнери, или пак превратливоста на Заев топло-ладно, може, не може? Да ви кажам, прашањето стварно е на место и мислам дека не треба да постои дилема, се знае, мора да превладае уставот, лекс супериор, најголемиот закон, така во превод тоа значи, законите, но, еве пак, веднаш на почетокот, но, кога е во прашање Заев и оваа ненародна власт, овие 4 години, не сум сигурен дека имавме владење на правото, не сум сигурен дека Македонија е правна држава и секој пат нивните калкулации и математики во коалицијата, се во контекст за одржување на власт. Видете, јас сум првиот човек кој вели дека редно е, крајно време е да се преброиме, ни треба попис со многу причини, естествени, економски пред се, потоа социјални, дури на крајот политички и така натаму. Треба да знаеме колку сме на број, треба да знаеме колку семејство имаме, треба да знаеме колку стамбени единици имаме, куќи и така натаму и така натаму. Тоа е ради проекцијата што треба да правиме за развој на Македонија. Последните 5 години, 10, 15 и така натаму. Но попис според стандардите Евростат и според сите важечки уставни и законски норми. И еден друг момент тука би ставил, тоа е малку ми е чудно како човек кој 30 години ги прати со својите во Македонија и Европски светот, да ни се поклопат две важни работи за 10 дена. Пописот со изборите. Мене малку ми е чудно попишувачи одредени од власта, кампањата почната, сега предпоставувам ако се преклопат, и тие додаат по куќите. Бидејќи јас имам напишано 6 книги за избори и изборни кампањи, знам што значи да одиш од врата на врата, како беше door to door, face to face, и да го бараш гласот да ти се дајле. Сега се плашам, прашам и поставувам, да не тие попишувачи случајно го измамуваат гласот, случно кажено get out to vote,
за владеачката гарнитура. Значи, требаше тоа да се внимава на време. Јас лично мислам, неколку пати го одложивме пописот. Не знам што е побитно, попис или избори, за мене и двете работи се битни. Пописот треба да му се најде добар датум, бидејќи локалните избори сме врзани со закон и устав, не можеме да ги одлагаме. Се знае од кога до кога треба да бидат распишани и спроведени. Јас сум да ги спроведеме локалните избори, а веднаш потоа да се преброиме. Не сум сигурен дека ќе биде како што јас кажувам и тука вие можеби сте во право кога велите дека калкулациите, математиките на Заев ќе дојдат до израз. Да се надеваме дека тоа нема да се случи. Повелете. Интересна работа би го поттикнавте ова прашање сега од опозицијата воопшто не помислија за ова дека попишувачите ќе агитираат стокму наместо да ги попишуваат или покрај попишувањето ќе ги бараат и гласовите. Ево му една отворена врата и малку да размислуваат од опозиционите партии или од политичките други партии и чинители кои што ќе се надпреваруваат на овие локални избори. Јон искрено се надевам дека овој твој апел кој е добронамерен ќе го чуе опозицијата и ќе го каже својот глас. Господине Костов, ќе се задржиме малку повеќе на оваа тема локални избори. Од ова што го гледаме и пратиме, се изгледа премиерот Заев предизборно веќе ги доби предизборните фактури од ДУИ, но овој пат и од БЕСА, со што е ставен помеѓу два огна и од ДУИ и од БЕСА. Заев мораше да одбере еден од овие коалициони партнери за да ги подржи уште во првиот круг на локалните избори за градоначалници. Ќе изгори ли Заев од коалиционите огнови или пак барем за сега огновите ќе ги подзгаснат, но ќе си тлеат со по некое жарче или пак без разлика што и да сторат, Заев овој пат ќе изгори од огнот на народот? Би почнал од крајот вети на твоето прашање еден вид одговор. Мислам Заев е веќе изгорен од огнот на народот, но тој тоа не го знае или не се да го признае, бидејќи довербата што му даде на последните парламентарни избори беше секој минимум на границата на 50%, значи легитимноста одамна му се миша. Малку погласно ако може. Легитимноста одамна му се миша, се слушаме сега? Да. На Заев, бидејќи многу малку подршка му дадоа на парламентарните избори, а ако се сеќаваме дека таму имаше институционален подкуп, дека таму имаше во македонскиот дел, со оние картички национални така наречени, ако се сеќаваме дека во албанскиот кампус имаше се уште она класификување групно семено гласање и така натаму, мислам дека Заев одамна е изгубил битката со народот. Коалиционо, видите, јас имам малку, кога сме овде, морам да најом на едно прашање да му одговорам што го постави на Вајберот. Еве ја книгата, и он ја гледаме. Да. Тоа е книгата за која ти ме прашуваше. Таа е пред да се испечати во печатење, изборна корупција и аномија за победа по секоја цена. Овде го одработувам синдромот Zero Sum Game, значи да се победи по било која цена, и ако мислеше на таа книга, што туку не е излезена, и се надевам следниот пат ќе ја коментираме малку повеќе, а може би, ти си мислил и на оваа книга, музички икони, јас сум... Не, мислам на првата, бидејќи зирна... на првата, добро, ама еве оваа излезе, се очекува за недела 2 до 3 и оваа вторава да излезе. Тогаш ќе говориме повеќе. Го кажал за оваа власт, незаконски прво дојде на власт и потоа се одржа. Како губитник дојде, да се сетиме, на декември 2016, а со незаконски средства се одржа на власт. Сега, не можам како аналитичар со искуство од 30 години да не кажам нешто. Наместо ние денеска да расправаме за што се случува во опозицијата, дали таа окрупнува конечно, дали ќе го добиеме она што го сакам, приказката со 7 браќа, значи што повеќе се крши еден молив или 7 моливи, се знае едно стапче моливче може да го скршиш, ама 7 не. Можеш да победиш еден син на некој селанец, ама ако 7 браќа се обединат, не можеш да ги победиш. Оваа метафора ја кажувам, малку да пробудиме опозицијата, наместо тие да окрупнуваат и да направат непобедлива коалиција за локалните избори, ние гледаме една поголема раздвиженост во власта за исплашени дека ќе ја издуват и локалната власт, а тоа ќе предизвика предржани парламентарни избори, и еве сега за прв пат прават пред изборно коалицирање со албанскиот кампус, и веќе тука има судрување на интереси.
без се уценува ќе излезе, дуи вели ние сме поголемиот брат, за нас ќе гласате. Јас стварно не знам фактурите што вие ги спомнувате, веќе се трупаат, Заев тешко дека ќе може да ги исплати, иако тие, како што вели, бети му се испорачани. Ја не сум сигурен дека опозицијата овој пат во овие услови ќе победи на локалните избори, иако сите предуслови економски, социјални, политички, правни кажуваат дека треба да победи опозицијата, но ајде да не кобиме, да и дадиме една добра енергија и еве да се надеваме на победа. Како и да е, треба прво да се опамети, да се обедини. Гледам заговарање на независни листи, море не знам на некои родини, на бойкотирам или ајде да не ги спомену те интегри, те ова, те она, не. Македонци да се опаметиме. Значи, она што е за Македонија, за македонската кауза, моментално е во опозиција. Таа опозиција мора да се обедини. Лидерот во тоа треба да биде ВМРО ДПМН, како најголема партија македонска, и да победат на локални избори, а се знае, се добиели Скопје, Прилеп, Битово, Кавадарци, Охрид, тоа значи предвременни парламентарни избори, силнување на оваа ненародна власт. Но, дали така ќе биде, да бидам искрен, не сум сигурен. Пред да го поставам прашање, јас не би се наслонал на политичките партии. Ние заедно со Бети од македонски корени често пати, скоро и секоја емисија повикуваме на обединување и застанување на една страна, а после расправи кој како. Порака до народот има. Народот е оној кој што дава и зема власт. Ако народот не е свесен што досега му направија, јас во емисијата денес реков дека ако и овој пат му дозволиме на Социјалдемократскиот сојуз да победи, во тој случај ние не знам дали би заслужувале да имаме и своја сопствена држава. Народот треба да се разбуди пред време и да каже еднаш дека во нас е силата. Меѓутоа, да му поверува на оние кои што имаат тоа можност, а вие напоменавте, во моментов е ВМРО ДПМН, која што е и најбројна. Тука завршувам, не сакам повеќе да одам, да не испадам дека како потпаролна една политичка партија. Ево, моето прашање, повторно го започнувам со Дои и Беса, кои го оценуваат Заев, а пак Заев го оценува ВМРО ДПМН. За премиерот Заев не е доволно Република со Македонија, па сега услов за неговата партија да подржи резолуцијата, поднесена од ВМРО ДПМН, со која бара да бидат поставени македонските црвени линии во преговорите со Бугарија за заштита на македонскиот јазик, идентитет и националните интереси. Сега тој бара во истата стоело новата кованица северна. На истата линија застана и Бујар Османи пред некој ден, изјавувајќи дека за двете владеачки партии не била доволна кратенката С точка. Туку требало да стои целата кованица која што ни ја наметна со сила. Sada само ми се чини дека е во процедура или веќе поднесе амандман, не сме точно запознати со ова, докаде со работила со тоа, со која ќе бара промена на текстот. Доколку остане вака како што е, без да се променува текстот, очекувате ли sada само и Дуи да дадат зелено светло на резолуцијата или пак со помош на амандманот ќе вметнат новата кованица, бидејќи за сега се спотиставуваат со изговор дека не сакале да го прекршуваат законот, иако сме сведоци дека досега 100 пати го прекршија законот. Не само 100, него стотици пати го прекршија законот и уставот. Илјадници пати, ево, ќе ти земам за право да ти исправам, тоест да се надоградам на твојата констатација. Ово десети на стотици. Да. Види он, убаво забележуваш, ама знаете како, јас за прв пат по ова прашање ќе се изјаснам, бидејќи во Македонија има едно мало затишје, медиумите малку се подзаспани, ево и не сум имал прилика да видам, искам ја работам на еден материјал, малку сум повлечен, а вие ќе сте првиот медиум во кој ќе го искажам моето мислење по ова прашање. Вие да ви кажам, јас мислам дека и по ова прашање се покажа дека елитата што ја води Македонија е забегана и незрела и да не кажам недржавничка. Не се препукувала јавно за црвени линии за Македонија и за државност. Се седнува на маса и се гради државна стратегија. Поготово што од другата страна ја имаме црната антимакедонска пропаганда бугарска, која многу наликува на екзархијата, која многу наликува на врховизмот, и не тера во една хомокретенизација, ова е еден мој израз, многу добро знаете отприлика на што алудирам. Ако бугарите се хомокретени, мислам државните политици
не народот, кој си е прекрасен, не значи дека и нашите политичари треба да дозволат да влезат во еден таков круг. Тука завршувам за државните политичари кои ја водат Македонија. Така се за резолуција. Како и да е, ВМРО смогна снаги, напише една резолуција која јас ја оценувам со добра оцена. Сега треба да сме мудри. Ако за таа резолуција се изјасниме сите, а треба да се изјасниме, зборам на владеачките партии, ние, имајќи предвид дека треба во највисокиот законодавен дом да биде прифатена и да се претучи во државотворна стратегија за преговорите со Бугарија, тоест зид да им дадеме докаде можат да навлегуваат во, како што рече хрватскиот председател, тоа е интимно прашање. Тоа е државно внатрешно прашање, идентитет, име, јазик, култура, традиција и така натаму. Ние треба тука да сме единствени и не треба формата многу да ни е битна и се од овде натаму, до овде мислам се согласувате, може би ќе ве разочарам. Но, јас сум правник, мене ми е битна целта, средствата и не толку ми се битни, малку и ми ќе ја вели да го спомениме. Нека променат името. Не можеме да мислам името на резолуцијата. Содржината да не ја гибат, да не ја касапат, а пробаа веќе да тргуваат некои албански барања, се уште да поставуваат во духот на Охридскиот рамковен договор и да не споменувам така натаму и така натаму. Така држава не се гради, така не се прави стратегија за да се одбрнеш од источен сосед кој сака да те снема. Значи, ако се они на власт, тие се мнозинство, нека го става тоа пусто шу и пусто да остане и навек веќе никој пат да не го чуеме. Но, битна е содржината да остане заштита на интегритетот, суверенитетот на државата, идентитетот македонски, еве ги бројам културата, традицијата и најбитно јазикот. Да заокружам јон. Значи, мене не ми смета ако они го сменат името, ама да не тргува со резолуцијата и да се брукат пред народот и меѓународната јавност и да ни се смеат овие комокретените политичари од Бугарија. Не. На тркалезна маса се седнува вон камерите, се договара и се излегува. Да, ние ја прифатиме резолуцијата на ВМРО, таа е вистинска државничка, еден вид ќе ја преточиме во стратегија на Република Македонија за проблемот што Бугарија го има со Македонија, не ние со нив, и нека стои тоа пусто име, бидејќи искуството ми кажува јон ќе ја одбијат, ќе се избрукаме, ќе дискутират глупости на собрание, ќе прават ова и ради една формална работа, пазите, јас и ти знаеме, ние сме Македонија, вие знаете, на вашите емисии ја не го употребувам на буквата С. И добро не теквам на ВМРО-ците што ставиле С точка. Ама, кој е на власт, ненародна власт? Нека се усвои, боле да имаме стратегија со вистинска содржина, македонска есенција за македонската екзистенција и развој и напредок, отколку да се скараат, да немаме и да ни се смеат оние, што реков, државни хомокретени од Бугарија. Велт малку остар, но ме боли, јас сум македонец, сум го кажувал тој и кај вас, сум водел и кампања и мислам дека така треба да биде. Треба да имаме разбирање и за тоа С, бидејќи е формално, на еден акт. Не менуваме нешто, Бог знае што како, туку. Поднесен е документ, документот е квалитетен, нека биде усвоен, бидејќи се власт, нека му го сменат името. Не е суштинско менување, туку се вадат дека мора да биде пуставот. Не е точно, ама еве нека им биде. Не знам дали ве задоволи со тоа. Да ви кажам дека не ме разочаравте, бидејќи и ние, и претежно јас сум на истата линија, тоа е реалност. Драго ми е. Ние не можеме да погледнеме реалноста во очи, не можеме да стигнеме до целта. ВМРО ДПМН... Не сакаме, јас и ти не сакаме. Тоа е наше право, не сакаме да погледнеме бидејќи е грда. Да, со поднесувањето на овој документ и пишувањето на тоа ја постигнаа целта. И сега, кој што вие самите рековте, не можат тие да направат никаква промена, бидејќи тие се другите на власт и вие добро поинтиравте тука, ево ја прескрава микрофон. Благодарам. Господине Костов, шефот на Државното обвинителство Љубомир Јовески се уште се двоуми дали да отвори предмет по допрен глас против Вилма Русковска. Откако Бојан Јовановски пред судот рече дека таа од него барала да испрати екипа за да го сними апсењето на Стефче Јакимовски, лидерот на Гром. Јовески пред новинарите се правдаше со тоа дека можно било Јовановски да изјавува лажно,
Господине Косто, вие како поранешен човек од правниот систем, на кого му верувате? На Јовевски, на Јовановски или на Русковска? И како према вас ќе заврши оваа драма со Русковска? Бети, пред да ти одговора, морам да те поправам, иако ја не сум суден човек, не сум бил правобранител, туку обвинител. Много одавна, 30 години. Не, рече во правниот систем. И така натаму. Инаку се уште сум во правниот систем, Во во меѓународното воздухопловно право, а ова што го правам, од душа го правам за Македонија, брнејќи го уставот, законот, меѓународните акти и така натаму. А бети, да ти кажам едно. Во случајов не верувам ни на Јовевски, кој е обвинител кютолог, нека ми прости и тој Господ, ама јас ја кажувам вистината. Не верувам на Русковска, која е еден антимакедонски обвинител, тој го тврдам, осуди патриоти, тоест ги обвини со Кацарска ги осудија на драконски казни, а еве ме подсети Милош, едно наше дете Никола Карев, си го викаме ние овде. Поздравете го. Дека во Америка даваат по 6 месеци за такви или слични дејанија, по 6 месеци, по 8 месеци, така им паѓа на ним таа теорија за тероризам и така натаму, и не верувам ни на Бог и 13, да ви кажам. Значи, тоа се сите лажови, тоа се сите луѓе кои не заслужуваат ние за нив да разговараме. Но, на жалост, во овој случај конкретен, сега морам да ти одговорам директно на прашањето, Бог е во право. И јас ке ве подсетам, постојат се уште снимките. Сите му одеа на поклонение, кога тој правеше годишница од таа неговата, да не кажам каква телевизија, ама антимакедонска, која правеше Кобајаги национален проект Инсайдер, а тоа беше рекетарство на највисоко ниво, со учество на државни, на луѓе од државната власт. Да не ги кажува македонските новинари кои сите се, како да не кажам, како мувина што се налепија кај Боки, и поита и тие македонските бизнисмени да ги уценуваат, за да обезбедат пари за телевизијата на Боки. Значи, не треба Боки да ни кажува дека бил во дослов со Русковска, кога ние имаме снимки дека Шекеринска била кај Русковска, дека Катица била, а Русковска во секој случај била, има некои таму снимки кои не сакат да ги објават и да ги признаат како докази во предметот, но тоа е малку, за мене, споредна работа. За мене е битно зошто само Катица и Боки се осудени, процесуирани, обвинувани и осудени во овој предмет, кога сите знаеме дека од локално ниво до државно ниво, едно 10-12 луѓе се замешани во тој предмет, го ја жртвуваа само Ременска, сменија еден секретар, поранешен сега и името, веќе не му се сеќавам кој беше на СДС, а ги сокрија браќата Вице и Заев и останатите од Карпош, од Битола, од Струга, од каде веа тие локалните шерифи кои учествуваа во тој рекет. Значи, за мене главното прашање е зошто се сокрија вистинските креатори. Боки бил, знаете како, Боки е еден авантурист. Боки бил човек кој замислил како ќе се обогати на трудот или со туги пари. Кој му го овозможил тоа? Кој му овозможил тој да оди по бизнисмени и да кажува владата ме поддржува, премиерот ме поддржува, и дечкото каков таков извади и слики и снимки дека стварно и Заев го поддржувал. И целата плејада таа на антидржавни елементи што се во власта, ги видовме и на слика, ги видовме и на прославата, и ги видовме во интимни атмосфери со гитари како се слават со Боки. И сега пу не важи, не го познаваме Боки. Така да, од една страна мислиме неправедно што само Боки е осуден, не велам дека не треба да биде осуден, но мислам тој предмет треба да доживее ревизија, која ќе се создадат услови, кога ќе дојде македонска власт, опција на власт, и кога ќе се потруди во Македонија да владеат законите, Македонија да стане правна држава и во Македонија да кажеме конечно правото е и правда, значи јус, латински е и јустум. Отприлика тоа би бил мојот одговор на вата. Господине Костелјанов, не верувам на никој од нив тројцата. Уште доста прашања има, ако може побрзо малку во Ајде. Апелација, инаку ги потврди пресудите за Боја Јовановски и Катица Јанева. Јовановски е осуден на 9 години, како што знаат сите, а поранешната социјалка на 7 години. Со ова пресудите се веќе правосилни, а Јанева и Јовановски веќе се префрлени во затворските ќелии во Идризово.
Дали ќе ги одлежат до крај изречените пресуди или ова е само уште еден од многите сценарија, имајќи предвид дека и двајцата имат право на жалба до Врховен, каде што на председателското место седи господја Беси Адеми? Не, вака. Значи, пресудите се правосилни. Осудените се во затвор, не е право на жалба, туку право на воредни правени лекови, 2-3 се нешто БЗЗ, барање на законитост, ревизија, воредно приспитување на пресуда, сега се подсетувам као обвинител што сум работел, и мислам тоа се воредни правни лекови. Јас се залагам тие да бидат поднесени. Јас се залагам адвокатот на Боки, кој е способен адвокат, да седни и да напише, и сега можеби ќе се изненадите, предметот да биде вратен. Ама, да биде и проширен, бидејќи, ви реков, Боки не е сам извршител на едно такво, под наводници, грандиозно дело на рекет. Пипците на октоподот се сокрија и вистинските луѓе кои го возможија тој рекет, тој рекет се уште седат во фотелите сладки и удобни на власта. Инаку, дека тие ќе се бидат во затвор, дека тие ќе се одлежат, дека Катица е најголемиот срам на јавното обвинителскиот систем, иако таа беше диво месо на еден начин, како СЈО и море ангели, море не знам што ги славија и така натаму, еве се виде сета беда на Катица за двосет, тросет пари, каде е синот на Катица кој е главната спона со Боки. И еве, да не проширувам натаму. Очекувам дека ќе има повторување на тоа дело, очекувам дека обвинението ќе биде проширено и очекувам дека вистинските сторители на кривичните дела кои ги ограбувале и ги уценувале бизнисмените, и не само нив, ќе бидат изведени пред судот на правдата. Впрочем, за тоа и цел живот се залага. Тоа така ќе биде ако се промени власт. Па ајде, сите очекуваме дека ќе се промени. А не е ништо крајно, Јон. Кој велеше дека ево, Тито толку брзо ќе замине, ќе да ве вратам во еден друг систем, дека комунизмот, социјализмот ќе се откажиме, дека ќе дојде демократија. Па еве, иако мене ја вагам за некој груевист, ама кој велеше дека Груевски така брзо ќе падне, па падна. Политиката е многу чудна работа, да не кажам што е политиката. Многу е близко до оној на стариот занает на светот. Им се гледа крајот, барем јас им го гледам крајот, ги гледам првите симптоми на дезориентираност, на морално распаѓање на Римското царство, и ова власт за мене веќе се распаѓа. И ти се молам, они биле еко партија, овие дуи така натаму, ајде ти се молам. Луѓето се троват во Тетово, што е со кабадахијата од струга. Ајде, тоа, еве, уште малку ја ќе се пријавам у екопатријата, ти кажам, малку да те насмеам. Денес може би требаше зелена мајца да бидам и така натаму, мислам, ова е шеговито и саркастично и така. Господине Костов, пред некој ден Дом и ЛДП го промовираа новото граѓанско движење, кое го нарекуваат граѓанско движење на центарот. Иако се очекуваше и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов да биде дел од оваа движење, тоа не се случи. Како вие го оценувате овој спој на ЛДП и Дом? Зошто Трајанов и неговата партија не се дел од оваа движење и каква иднина му предвидувате на оваа движење, имајќи го во предвид дека и двајцата лидери го притиснаа зеленото копче за промена на уставот и промена на уставното исконско име на Македонија со С Македонија. Искрена ли им е намерата или можен е договор со Заев, се со цел да ги соберат оние разочараните од власта и владењето на Заев и повторно да му се вратат во скут? Сега тука веќе ќе ви покажам нешто друго, доваѓаме до третата книга што ја пишувам, Политички партии во Македонија, владење, покровителство и пакт. Не е во печатење, уште малку ќе поработиме на нејзе, и одговорот го давам овде во оваа книга, но ова прашање што ми го поставуваш, дети, вака сега да се договориме. Дом, ЛДП, ДС се партии двосет, тросет, КНП, тоа е стручни изрази што сум ги презел од големите мајстори на изборните системи во Европа, значи не се мои изрази, и се партии нерелевантни во републиката, долго време се шлепаат, ту со едната коалиција, ту со другата, затоа мајстор е на Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, кој излегна од Демократска алтернатива, едина партија кај што јас сум членувал 2 години, ама ја утнав на работава.
И тој се уште се мисли, ути е многу промислен, прво тоа е полициска партија, да не забораваме, полиција Павле е дојден. ЛДП е еден неприроден спој на либерали и демократи, им работели со едните и другите како експерт, 94-96, еднаш на парламентарни, еднаш на локални избори. Као поделни партии беа добри партии, морам да ви кажам, кога сакаа да се скријат поразите на локални и на парламентарни избори, Гошев и Стојанов ги споија партиите и направија партија која оди назад. Дом, не знам дали имате информации дека се распаѓа, десетини општински организации не се согласуваат со што го прават. И сега конкретно да ви одговора. Како тоа политички партии прават движења? Ети, можеме јас, ти, Јон, не знам кој друг да правиме движења. ВМРО се обиде од партија да помине во движење, па му се случи пржино, да ви кажам. Не, движење, тоа е важна тема, туку, сега ќе ви кажам, прорачунството гледа дека коалицијата се распаѓа, гледа дека кај да е заед ке падне од власт, рачунчиски навреме се вадат, Дом и ЛДП, да пробат на локално ниво да фатат нешто, Дом не може, ЛДП малку може нешто да фати, па мислат заедно се појаки, напротив, заедно се послаби и да уценуваат, т.е. да поставуваат услови кога ќе има мнозинство во неколку се општини. Јас тврдам, памтете ми го зборот, дека оваа групација нема да биде тоа. Една друга групација што е во успон, а тоа е партија, тоа е Левица, таа ќе освои, ќе видите на овие избори завиден број на советници и јазичето дали ќе оде лево или десно во општинските совети, во немал број општини, можеби таа ќе одлучува. Значи, како и да е, и ово е уште едно раситнување на овој пат на власта за локалните избори. Нема да поминат добро, но и ова е смислено, да се разбереме. Заев не толку така лесно им го дало ова да го прават, како на Битолчанчево, председателот на ЛДП, има некои своји вилги, има некои своји идеи, ете, тој успеа жерноса и да го симне од власт, успеа да наметни некои услови во коалицијата, ама сега отстапува. Значи, одговарам, ова е остапка од власта која е во слободен пат во провалија. Денови ќе постигнат успех. Денови од СД само се пофалија дека народот има поголема доверба во нив отколку во ВМРО ДПМН, а тоа го заснова на некаква си анкета од Брима Галуп. Дали имате сознание кој раководи со оваа агенција и од каде ги добиваат ваквите наводни бројки во време кога распродадува буквално се од Македонија? Јон, Брима Галуп своевремено беше гигант, своевремено беше поим за истражувања, своевремено негде тоа е 15-20 години, европско име, ама од пред 7-8 години кога утнаа тенденциозно за левата опција во Македонија против десната опција, јас веќе да бидам искрен, еве во камера ова го кажувам, не ги есапам за стручна институција која спроведува анкети и го мери јавното мислење на граѓаните. Инаку, во Македонија раководи Ѓорги Кимов се извука неколку пати, а во регионалната канцеларија Андреј Рајчев, а сега треба да ви кажувам кој е Андреј Рајчев, човекот кој е лобист за Заев во Македонија од Бугарија, бугарини наметнува мислење каква е ситуацијата. Јон, те молам запиши денес. Се снима. Ова го кажал. Така. Добро, јас старински. Вака да ти кажам. Значи, јавното мислење во Македонија моментално стремоглаво оди кон 50% за подршка на ЕУ. Не ми се може би свиѓа, но тоа е потврда на мојата теза дека ни треба алтернатива. Каде е Кина, каде е Русија, каде е евроазиското обединување кој е 100 пати поголемо од европското, каде е БРИКС. Зошто да не пробаме со него? Еве го Вучич. Од сите страни зема инвестиции, Србија, простете, ама цвета на економски план. Има Србија други проблеми, ама се надевам ќе ги реши. Значи, второ, ни случајно СДС не е со поголем рейтинг од опозицијата. Тука некаде се лично мислам води опозицијата, но кога ќе го земеш државниот рекет што го прави притисок, државната уцена со вработување, знаете ли колку е голем процентот на вработување во последните 3 месеца? Ненормално во јавната управа. Ја уништуваат јавната управа, а тоа значи нови гласови, цели фамилии.
Кога ќе земеш тоа, кога ќе земеш подкупот, што го докажавме за минатите година за предвремените парламентарни избори, ете ти зошто победува оваа власт. Да завршам. Андреј Рајчев е еден български човек кој најлошото и го мисли на Македонија. Што ни мисли тоа да го снајде, црпам енергија од нашиот народ, ова не е некоја злонамерна клетва, ама денови ја проучува македонската природа до 18-19 век, па една од тие мисли клетви е така да. Ако не мисли добро, да го снајде добро. Ако не мисли лошо, а знам дека не мисли лошо, се покажал да го снајде лошо, нека ми прости Господ. Ама мене Македонија ми е многу помила од некои си Рајчевци, Кимовци и така натаму. Така да не верувам на оваа анкета, моментално сум информирана на анкета што е при крај. Тука некаде се со рейтинзите, со блага предност на опозицијата, поточно ВМРО ДПМН, но тоа се топи кога ќе се земе државната принуда. За жал, уште еднаш кажувам за жал. Господине Костов, законот за државјанство го помина првиот филтер во собранието. Парламентарното мнозинство во четвртокот по скратена постапка, и тоа со европско знаменце, ја изгласа потребата од носење на законот за државјанство и го испратија до Комисијата за европски прашања и Законодавната правна комисија, кои имаат рок од 3 дена да расправаат, односно дебатираат и со препорака да го врати во собранието за гласање. Како ќе ја прокоментирате целата оваа ујдрума? Има ли лек да се спречи оваа налудничка власт? И малку побрзо, ако може, само што... Да, лек има, народот е тој што треба да спречи, еве ти кратки одговори, Бети. Скратена постапка не. Европско знаменце не. Ујдурма да, во право си, тоа е големо. Лек го кажав народот да спречи, еве и зошто. Директива и регулатива за ова материја немаме. Ова материја веќе е регулирана и сега само треба некои, да речеме, нови прашања, стандарди на нов начин да се доработи или да се дигне на повисоко ниво. Што ќе рече, никакво европско знаменце, чиста злоупотреба на европското знаменце, но ти е познато од 80% од законите ги тера брза постапка, значи суми против скратена постапка да оди ова, туку, после пописот туку, после локалните избори да се седни, да се направи истинска промена на законот, а не тамо како од времето на социализам и комунизам со двојца сведоци и оно да се докаже државјанство и пола Балкан да ни го пикнат со бугари, со албанци од Косово и од Албанија и така натаму. И се молам, не, тоа е недозволиво и вие сте во право. Тешка ујдурма, народот ја гледа, прашање на време кога ќе спречи. Господине Костов, за една минута едно прашање кое што го поставува еден од нашите кој што не следи. Викаат дали можете да го прашате господинот Костов за отворените листи за локалните избори. Вие нешто спомнате ми тоа за една минута, одговорете му на господинот Попучовски. Јас сум против отворените листи, не дека не чинат. Политичката култура, во оваа книга пишувам за тоа, е на многу ниско ниво кај нас и ние не можеме да ги спроведиме, а поготово сега со 6 изборни единици. Закон не се менува неколку месеци пред избори. Венецијанската комисија сосема спротивно кажува, минимум година дена, до тогаш е граница кога се менува закон. Парцијално не се менува закон, прво треба да го смениш моделот, веќе крајно време е една единица да се смени, да се види одиме на мнозински или одиме на тоест 6 единица се сменат во една единица, ќе имаме прак или ќе немаме прак и исцело да донесеме еден нов изборен модел. За тоа се прават разни тестови, разни проби, се ангажираат стручњаци, а не ќе му текне на некој од ДУИ, од СДСМ или не знам, од БЕСА, па ќе прават како што ним им одговара. Треба висока политичка култура да имаме, да се отворени листи, за да им парираме, граѓаните да им парират на политичките партии. Во случајов мислам дека тоа ние го немаме и јас како експерт кој пишувал и има книги за ово, велам дека во следниот изборен циклус, 4 години ние треба да имаме отворени кои се демократски политички листи, изборни листи. Ако сега тоа го направиме, ќе видите кои синдроми ќе ни се случат. А несакани нуспојави. Тука некаде времето, господине Костов, времето не победи, имаме уште неколку прашања. Добро, не победи, ни одмина, го потрошивме. Ама за убо го потрошивме. За денес, па се надевам тоа вие ќе го кажете. Да. Не, ние, гледачите и слушателите. Така. Ние кажаме. Ако е при крај сакам нешто да кажам, Јон. Дали може? 30 секунди. Да. Значи, минатиот месец
единствено институтот Habeas Corpus и Социјалистичка партија го славевме светлиот, еве ќе покажам, ќе надевам се гледа, светлиот јубилеј, 160 години зборник на браќа Миладиновци, ги славивме нашите преродбеници, го славивме нашиот 19 век, кога фактички македонската нација е дооформена, кога јазикот народен е преточен во литературен и во писмен јазик и така натаму, а не е тоа, значи само крајот е 44-та на Асмуни 45-та кога е прогласена. И можам да кажам дека имаше голем одек, сакам ова вашиот медиум да го пренесе и да замолам. До сега вие ме замолувате мене, ама следниот пат кога се чуеме и видиме, ќе ви биде предложено вие да бидете еден од медиумските покровители на една голема македонска акција за обединување, во која има многу интелектуалци, во која има и световни луѓе, има владики, има голем број иселеници во Европа и преку океанските земји и сакам, бидејќи вие ме почитувате преку вашиот медиум, и он и ти беци да сте во почетокот, во зародишот на таа акција. Но нешто повеќе, станува збор за духовно, културно, политичко, правно, економско добивање на македонското ткиво. Сега толку, се надевам ќе размислите и ќе не поддржите. Ви благодариме на друго, често што ви во името на овие луѓе од пред 160 години. А иначе да ви кажеме дека за она што говоревте пред малку, за тоа што правевте, ние со господинот Дардан Венецки говоревме, да, знам и каже тој. Сте вие, кој што значи напомнавме ние на нашиот медиум. Така. Со задоволство подршка, господине Костов, задоволство и Благодарам. е секој разговор со вас. Верувам и ова кажано допре до многу наши слушатели, подржувачи на македонски корени. Ви благодариме и посакуваме со сите вакви и многу други делувања и укажувања да бидат успех за сочувување на Република Македонија. Да ви посакаме убав викенд и овој пат. Чувајте се. Пријатно до слушање и довидување во некоја наредна емисија на Македонски корени. Јас ви благодарам, честа беше моја, да сте ми живи и здрави, со здравје што ви се рекле, до следното видување. Пријатно довидување и остануваме во контакт. Пријатно. Довидување.